Шо? Шо е тоа жетварка, не знам. Моли? Јас сум жетвар, не знам шо е. Некогаш ја знаеле во секое село, денес жетварката полека исчезнува од народното сеќавање. Од вода, лук, оцет и краставици се подготвувал оброкот што им бил како инфузија и спас на жетварите кои со часови рачно жнееле под жешкото летно сонце. Денес на прашањето што е жетварка, многумина Штипјани прашуваа дали станува збор за жнеење, а само малкумина се сетија на оваа традиционална салата која можеби ден-денеска некој ја се уште подготвува. Жетварка, како не, краставица, лукче и водичка, ладна. Да. Па да, применуваме. Сега на ово жешко би требало. Знам шо е. Од тие џварките или од месото? Жетварка дали јадам? Оу, па ама мина ми жетвата. Малку жетва има, иначе јадам и како. И иако е жешко, и пиво, и ракија, и се, ода се задни. Како се приготвува? Па ја не ја терам жената да прави, бидејќи не ќе пијам ракија многу, а вака јас ја правам, ќе се издробам у коцки ситно краставица, лукца обавезно, оцет доволно и вода ладна. Оние што воопшто не се сетија за оваа салата, на жетварката добија само асоциации за жнеење. Се прашуваат што воопшто е тоа. Не знам. Не знам, не, кој. Јас сум жетвар, не знам шо е. Не. Не. Ја не знам. Не знам. На прашањето дали младите можеби јадат ваква салата, повозрастните велат дека има многу примери, почнувајќи од нивните внуци. Како не, па би сакале, а? Би требало да сакаат. Тоа разладува. Инаку ова традиционално јадење секогаш одело со добро испечен зелник направен по стар рецепт под вршник. Ова јадење било најосновното за работа на поле, со кое луѓето се освежувале и имале сила за да работат на високите температури.